Како и останатите години, и годинава училиштата ќе ги снабдуваат учениците со храна и истата ќе изнесува околу 1000 денари за месечен временски период. Раководителот на секторот за образование и јавни дејности, Снежана Санева, истакна дека Советот на родители донесува одлука за потребата од исхрана во училиштето, по која се распишува тендерска постапка, а потоа се избира најповолниот понудувач кој ќе ја доставува храната. Таа изјави дека ваквата можност е со цел децата да имаат разновидна храна, адекватна за нив, со што тие нема да го губат времето надвор за време на одморите купувајќи храна. Па оваа училишна година, како и претходната, училиштата ги снабдуваат учениците со храна, меѓутоа по желба на самите ученици, односно родители. Тоа значи дека Советот на родители донесува одлука за потребата од исхрана во училиштето, донесуваат одлука, се распишува тендерска постапка и потоа се избира најповолниот понудувач и тој ја доставува храната до училиштата. Во моментов е таква состојбата во сите општински основни училишта. Кога би се ставило во предвид дека на месечно ниво цената на храната ќе изнесува околу 1000 денари, тоа би означувало дека за оброк тоа би чинело до 40 денари и истиот е претежно од бели пецива. Вообичаено таа изнесува негде околу 1000 денари месечно. Тоа значи дека од 30 до 40 денари по оброк би чинел еден оброк за еден ученик. Добавувачите се трудат да направат разновидно мени. Обично тоа се бели пецива кои што се погодни за исхрана на ученици. Со оваа можност децата нема да се изложуваат на ризик, особено малите деца до 4-то оделение, додава Санева. Па да, секако им помага, бидејќи не мора да излегуваат, како што и самите кажавте, и да ги минуваат улиците и да се изложуваат на ризик. Ова посебно важи за помалите деца во прво, второ, трето оделение. Меѓутоа сепак тоа е одлука на самиот родител, бидејќи родителот е тој кој што самиот се одлучува дали детето ќе се храни од храната која што е понудена во самото училиште, или пак самиот ќе подготви нешто, бидејќи има и такви примери кога родителите од дома на децата им подготвуваат оброк, што исто така добра практика, иако кај нас многу малку се практикува веројатно тоа, меѓутоа тие имаат контрола на тој начин како децата се хранат, односно што ќе изеде нивното дете, може да го спремаат менито дома и да знаат да бидат сигурни дека детето ќе има правилна исхрана. Кога се има во предвид дека месечниот износ на храната би чинел околу 1000 денари, на овој начин покри што децата ќе ја јадат квалитетната храна, родителите ќе имаат можност да заштитат и да имаат поголема финансиска состојба, но и можност нивните деца да се на безбедно додека истите се на одмор во своите училишта.